Терасата Видиковец на објектот Порта Македонија од денеска повторно отворена за посетители и ќе работи секој ден од 10 до 18 часот, а влезот чини 30 денари. Во периодите кога во внатрешните простории се одржуваат настани од затворен тип, влезот за посетители нема да биде овозможен. Ова е веста на денот, а во продолжение следуваат и останатите содржини во урбаните вести. Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје денеска го одбележа денот на пожарникарството. Хуманитарна акција во општина Илинден за собирање облека. Бесплатен курс по англиски јазик за сите вработени во општина Ѓорче Петров. Дебата на тема дали програмите за штедење се доволни за спас на Европа на правниот факултет. Со свечено постројување на противпожарната бригада и поднесување рапорт од командантот на пожарникарите Благој Менковски на градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, бригадата за противпожарна заштита на град Скопје денеска го одбележа денот на пожарникарството. Градоначалникот Трајановски го искористи моментот да ги предаде клучевите од новото теренско возило кое градот го доделува на противпожарната бригада. Ивана Митковска. Со доделување на ново теренско возило на противпожарната бригада на град Скопје, денеска беше одбележан денот на македонските пожарникари. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски им го честита денот на сите пожарникари, истакнувајќи дека противпожарната единица минатата година е модернизирана, но и кадровски зајакната со нови вработувања. Во изминатите 4 години набавени се 2 моторни чамци, 2 теренски возила, заштитни противпожарни капи и ракавици, согласно европските стандарди и летни униформи за што се инвестирани околу 20 милиони денари. Меѓу другото за противпожарната бригада на градот Скопје во текот на 2011 година набавени се 3 нови противпожарни возила за гаснење пожари во урбана средина. Тој денеска свечено му ги предаде клучевите од теренското возило Дачија на командантот на Скопската противпожарна бригада Благој Минковски, за чија набавка лани се издвоени 1 милион денари. За пожарникарите се набавени и професионални заштитни чевли за што се издвоени околу 700.000 денари, а завршена е и дополнителната јавна набавка за заштитни шлемови со лед светилки за чија набавка ќе бидат потрошени 4,5 милиони денари и 2 пумпи за вода со капацитет за испумпување вода од 1500 литри за 1 минута, за што се издвоени 1,3 милиони денари. За наредниот период е во тек постапка за набавка на интендантска опрема, чаршави, перници, ќебиња и слично. Исто така во тек е набавка на клима уреди по просториите кои ги користат пожарникарите за пасивен одмор. Како до сега, така и во иднина ќе посветам посебно внимание во рамките на дадените можности да дадам максимален придонес за развој на пожарникарството и со тоа да дадам свој придонес во оваа суштинска област која ќе допринесе побезбеден живот за граѓаните на градот Скопје. Сите наши вработени постојано се надградуваат со цел да се изгради модерна единица која ќе биде секогаш спремна за сите предизвици кои секојдневно се поставуваат пред неја, со цел да овозможиме безбеден и сигурен живот на секој наш жител на градот. За почетоците на противпожарната професија на македонско тло, подсети министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на денешното свечено обраќање по повод денот на македонските пожарникари. Темелите на пожарникарството во Македонија се поставени во далечната 1836 година со формирањето на првата противпожарна единица во Битола. Токму вие сте онаа единствена пречка која застанува пред неконтролираната стихија наспроти стравичните последици, штети и жртви што може да ги донесе. Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје минатата година интервенирала во 1360 случаи, од кои 730 на отворен простор, 116 за опожарени возила, 130 технички интервенции, како и 384 на опожарени објекти. Градоначалникот Трајановски истакна дека и во иднина ќе бидат набавени многу други опреми во насока на поефикасно делување на противпожарната бригада, со што ќе се обезбеди побезбеден живот за граѓаните на Скопје.
Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски и новиот директор на јавното предпријатие Паркинзи Саша Богдановиќ ги презентираа најновите мерки за решавање на горлевиот проблем со паркирањето во општината. Директорот најави дека до средината на месец јуни со службите ќе го реализираат проектот за бесплатен паркинг за жителите од општина Центар. До средината на јуни ќе го оствариме проектот за бесплатен паркинг во Центар, без разлика каде живеат граѓаните, рече Богдановиќ. Ќе се анализираат сите можности и ова според првичните анализи нема да биде дополнително оптоварување за буџетот. 5 студенти од Државниот универзитет Васлијан од Индијана Сад во наредните 30 дена ќе го реализираат проектот Учиме англиски. Со овој проект е предвиден забрзан курс за изучување на англиски јазик за вработените во основните училишта и администрацијата во Ѓорче Петров. Андријана Димитриевска. Во општината Ѓорче Петров годинава по втор пат ќе се реализира проектот Учиме англиски. Проектот ќе го реализираат студенти од 4-та година на катедрата за англиски јазик од Државниот универзитет Василијан од Индијана Сад. 5 студенти во наредните 30 на дена ќе го реализираат проектот Учиме англиски, а денеска имаа прием и од градоначалникот на општината Сокол Митровски, посакувајќи им успешна работа во реализацијата на проектот и накратко ги запозна со историјата на општината. Се надевам и вашите искуства кои ќе ги стекнете ќе бидат исто и импресии позитивни и тоа ќе создаде една традиција која е сукцесивно или секоја година ваши студенти и апликанти ќе доаѓаат овдека, ќе се дружиме, ќе разменуваме мислења, секако и ќе имаме обострана корис, вие да нешто научите од нашата Македонија, ние од вашата Америка. Со овој проект е предвиден забрзан курс на изучување на англискиот јазик за вработените во основните училишта и администрацијата. Интензивниот курс по англиски јазик ќе се одржува секој ден, а професорите по англиски јазик од основните училишта ќе помагаат во реализацијата на истиот. Присуството на курс е задолжително за сите вработени во општинската администрација и професорите од основните училишта. Хуманитарната акција да ја покажеме хуманоста на дело повторно се спроведува во сите 12 населени места во општина Илинден. Во рамки на акцијата граѓаните собираат облека која потоа ќе биде поделена на социјално загрозените семејства од општината. Во минатогодишната акција беа собрани 15.000 парчиња облека. Општина Илинден и оваа година повторно ја организира хуманитарната акција да ја покажеме хуманоста на дело, во чии рамки граѓаните од општината собираат облека која потоа ќе им биде доделена на социјално загрозените семејства од општината. Акцијата се одвива денеска и утре во домовите на култура во период од 8 до 20 часот, каде што се поставени соодветни садови за собирање на облеката. Организаторите на акцијата се задоволни од досегашниот одзив од страна на граѓаните кои со донирање на облека се вклучуваат во акцијата. Општина Илинден втора година поред ја организира хуманитарната акција да покажеме хуманоста на дело. Ќе се спроведе овие 2 дена, на 20 и 21 мај, понеделник и вторник во сите домови на култура во општина Илинден, односно во 10 населени места. Во населеното место Марино и Миладиновци акцијата ќе се спроведе во пензионерските клубови. Ги покануваме сите граѓани кои што имаат стара облека и кои што сакаат да донираат, да покажат хуманоста на дело и навистина да им помогнеме на сите оние на кои што им е потребно. Во акцијата се вклучија и најмладите, учениците од основните училишта кои што донираа облека, а ќе биде намената за нивните другарчиња. Минатата година во оваа хуманитарна акција што се реализираше во 12 собирни центри во домовите на култура во населените места, собрани се над 15.000 парчиња облека. Паралелно со собирањето на облеката, истата беше сортирана, соодветно спакувана и веднаш доставувана до околу 250 семејства во општина Илинден, соочени со соодветен социјален ризик. Дел од минатогодишната собрана облека беше доделена и на домот за деца без родители 11 октомври и СОС Детското село. Сите видови катастарски планови во Македонија ќе бидат дигитализирани до крајот на следната година. Агенцијата за катастар на недвижности ќе изврши дигитализацијата со цел трајно зачувување на оригиналните катастарски планови и нивно поедноставно користење, со што треба да се намали периодот за решавање на предметите на граѓаните. Со завршувањето на овој процес, хартиените катастарски планови ќе станат историја.
Дигитализацијата ќе придонесе за скратување на рокот за запишување на правата на недвижностите. Ќе овозможи издавање копија од катастарски планови на шалтер исто како имотни листови, како и дефинирање на стандарди за изготвување на дигитални геодетски елаборати. Олеснет пристап до дигиталните катастарски планови на ниво на целата држава. Дигиталните катастарски планови ќе бидат и основа за воспоставување регистар на просторни единици, графички регистар на улици, куќни броеви и на градежно земјиште, за планирање на просторот за воспоставување на систем за управување со кризни состојби. Од 1906 катастарски општини 420 се веќе дигитализирани. Акцијскиот план за дигитализацијата што го усвои владата предвидува до крајот на годинава да бидат дигитализирани сите катастарски општини во надлежност на 5 оделенија за катастар на недвижности. Приоритет ќе имаат урбаните средини заради воспоставувањето на катастарот на инфраструктурните објекти. Панел дискусија денеска се одржа на Правниот факултет Јустинијан I на тема 10 начини да се намали младинската невработеност, која организираше Австрискиот економски центар и Правниот факултет од Скопје. Преголемата стапка на невработеност кај младата популација достигнува до 45,8%, што придонесува младите со високообразовен кадар да заминат во странство. Министерот Ристовски упати апел до младите да ги следат мерките и програмите за вработување кои ги спроведува владата и да ги искористат овие можности и активно да учествуваат во нивна реализација. Томислав Атанасовски. На Правниот факултет Јустинијан I денеска се одржа јавна дебата на тема 10 начини да се намали младинската невработеност. Дебатата ја организираше Австрискиот економски центар од Виена и Правниот факултет Јустинијан I во рамките на проектот 2013 Free Market Road Show, на која присуствуваа представници од министерствата и од бизнес секторот, експерти и дипломати кои дискутира за актуелните општествени прашања, невработеноста кај младите и се почестото заминување во странство на високообразовниот кадар, ако се земе во предвид преголемата стапка на невработеност кај младата популација, која достигнува до 45,8%. Денешниот панели во акција на Heritage фондацијата и Австрискиот економски центар од Виена се со цел разгледување на едни од најголемите општествени невработеноста, со посебен акцент на невработеноста кај младите луѓе, како и со огромниот, би рекол, глобален проблем за тоа како да се стимулираат, односно да се поддржат и одржи понатамошниот економски раст, дали се потребни мерките за штедење или мерките за трошење. Усвоените, ајде да кажам, заклучоци кои што ќе бидат усвоени денес, е нивна презентација пред пошироката јавност, односно пред соодветните институции кои што се за тоа задолжени. Проблемот е во тоа што нема нови инвестиции доволно, кои што ќе значат отварање на нови работни места, кои што ќе апсорбираат непработената работна сила, особено таа што пристигнува, младата работна сила. И бидејќи е проблемот детектиран, дијагнозата е направена, значи терапијата е точно таа. Македонија треба да се зафати со озбилни структурни реформи и да подигне инвестиционата активност пред се на домашните компании, не зборам не странски компании и привлекување странски инвестиции, но паралелно и уште повеќе домашни. И со тек на време тоа ќе значи давање нови работни места и со ќе следи постепено намалување на невработеноста и кај младите. А во младите ништо друго и не може да прават освен да или гледаат како дома седат или да емигрираат. Точно тоа што и го прават. Владата треба да се сконцентрира на намалување на стапката на невработеност токму кај младите и да се фокусира на финансиско поддржување и поттикнување привремени вработувања во брзо растечките сектори како градежништвото, угостителството и трговијата, а при кредитирањето на самовработувањата темелно и многу внимателно да разгледа кои бизнеси имаат потенцијал да го вратат заемот, затоа што искуството покажува дека 80% од новите бизнеси во земјава пропаѓаат во првите 3 години од нивното основање. На панел дискусијата посветена на начините како да се намали младинската невработеност се обрати и министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски, кој потенцираше дека владата го има детектирано овој проблем и вложува големи напори во насока на создавање на услови за креирање на повеќе работни места во Македонија. Во таа насока тој подвлече дека во државата се спроведуваат различни активности кои имаат за цел спречување на негативниот тренд во однос на вработувањето на младите лица и упати апел до младите да ги следат мерките и програмите за вработување кои ги спроведува владата и да ги искористат овие можности и активно да учествуваат во нивна реализација. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски изјави дека до агенцијата се поднесени 194.000 М1 образци, што покажува дека 40% од младите на возраст до 29 години се невработени.
Малопродажната цена на бензините и дизелот од ноќеска на полнок се зголемува за половина до 1 денар за литар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер 98 и Евродизел ќе биде повисока за половина денар и ќе изнесува 80,5 денари, односно 67,5 денари за Евродизелот. Малопродажната цена на Евросупер 95 и екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1 денар за литар. Така што новите цени ќе изнесуваат за Евросупер 79 денари, а за екстра лесното масло за домаќинство 56,5 денари. Малопродажната цена на мазото се зголемува за 0,716 денари за килограм и ќе изнесува 41,517 денари. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 103,35 долари за барел и е за 2,26% повисока од просечната цена на суровата нафта. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 47,15 денари за долар и е за 0,2% понизок од курсот на доларот по кој беа формирани цените. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Кошаркарите на МЗ Скопје победува со 1:0 во победи против Кожув. Актуел. Тейлор Свифт и Джастин Бибер победници на музичките награди Билборд. Кошаркарите на МЗ Скопје победува со 1:0 во победи против Кожув во финалето на македонскиот кошаркарски плейоф. Веднаш по рекламите следуваат спортските вести.